Резолуцијата на СДСМ за црвените линии во преговорите со Бугарија само ќе ги ослабне позициите на македонската влада и ќе направи простор за нови сопки на евроинтеграцијскиот пат. Јасно е дека македонската влада упорно се бори бадила да не се внесуваат бугарите во уставот и бара гаранции дека тоа ќе биде последно отстапување, додека опозицијата инсистира на парламентарно мнозинство за уставни промени. Желбата на лидерот Венко Филипче, бугарите во уставот, старт на преговорите, па ако се родат нови услови кои што задираат во националните интереси, да кренеме раце, ќе создаде хаос во ЕУ, а никаде не постојат гаранции дека од Македонија нема да се бараат нови отстапки. Дел од политичките аналитичари коментираат дека резолуција треба да се донесе откако сите политички партии ќе се договорат, има единство по ова прашање, а не опозицијата да инсистира на ново македонско отстапување и задоволување на желбите на Бугарија. Со резолуцијата СДСМ само ќе ослабне македонската страна, подвлекува Ристевски. Ја гласаат сите и има поддршка од 100, 105, 110, 120 пратеници. А доколку вие како иницијатива со 15 пратеника едноставно ја ставате на собраниска расправа и дозволувате тука да се води битка, а не е испреговарана претходно, само ги ослабнувате позициите на државата. Софискиот парламент досега неколку пати изгласа резолуција за македонското прашање. Официјална Софија порача нема да отстапиме ниту сантиметар од договореното. Бараат бугарите да влезат во македонскиот устав и цврсто застанаа зад компромисот од јули 2022, што ги направи тогашната влада на СДСМ. Единството што сега го споменува Филипче е многу поразлично, бидејќи покрај ставот на македонските граѓани дека не се согласуваат со уставни измени, како и ставот на владата, сепак Филипче инсистира Македонија да и попушти на бугарската страна. Што една работа интересна каде што Филипче вели дека, не знам, да се обединиме околу ова прашање, да сме покажали единство, но нели кога во Бугарија се дискутираат овие прашања, се носат резолуции во собранието, таму се навистина обединети за максималните позиции, не знам, дури турската партија во Бугарија и нели тие што треба да се по урбани, граѓански, поумерени, како не знам, ГЕРБ, се единствени. Лидерот на СДСМ веќе има изјавено дека ќе жртвува својата политичка кариера ако ги внесеме бугарите во уставот. Социјалдемократите изгубија едни избори поради овие нивни барања. Познавачите коментираат дека најавената резолуција на Филипче има две цели: да го вовлече ВМРО ДПМН во кашата во која се самите тие, откако го прифатија францускиот предлог, а претходно го смени името. И народот ги нарече предамници и да им се додворат на странците, порачувајќи им дека ќе ги направат сите отстапки само да се вратат во владините фотели.